Ова е црквата кој нашиот сограѓанин Ванчо Симовски, познат како Малата, почна да ја гради во чест на Свети Јован Крстител. Надворешниот дел веќе е готов, еве гледаме и прозорци се ставаат. Тука има многу специфики за ова место, нека е за многу години празникот, кажете ни нешто повеќе. Благодарам и на вас. Им го честитам празникот на сите верници, раѓан Свети Јован Крстител. Летен Иван ден и мога да се заблагодаря на Зоран Биметал за успешно завршена работа. Столаријата е целосно направена поради влажноста на патот не можеше да излезне за да ја монтираме столаријата, ама оваа недела ќе биде готова. Добро, и благодарност на сите спонзори и кои што можат дека повелат да помогнат да се доизгради овој многу прекрасен убав објект. Значи внатре останува да се... Само ќе остане, ќе го избелиме, ќе остане само внатрешниот дел. Тука за последен пат кога бевме ја немаше оваа чешмичка, сега гледаме малку... Сега, значи многу направено уредување, така? Многу важно за оваа чешмичка. Еве го јановото дрво, значи многу е важно. Овој свет камен, значи го најдов од претходниот манастир овде што било негде од 13 до 16 век. Овој свет камен е каменот на желбите, прво на здравието, на љубовта било нашо. Значи кој се замило тој камен, сите са си видели, многу голема е. Па на сите верници им посакувам, кој си има и за арно и за лошо, нека повели, нека си тера здравје, среќа, зубово, Господ се да ги дарува. Црквата е дадена владење на црквата, во иднина, значи ќе остане само иконостасо, заедно со црквата, за да фреските и иконостасо биде се во согласно со нивните правила. Кога очекувате вака, ако има донатори? Донатори, ако има здраве, значи како што ова година постигнато, здравје Боже, значи до година да биде и да не баре 90% завршен. Тука е познат локалитет, имате кажувани порано, во кратки црти да повториме. Многу интересен локалитет, ви кажав од 13 до 16 век. Ова е сигурно тука и некој камен, значи керамика. Керамика, овој камен, значи може би на некој поголем човек бил, значи има некои надписи, ама не знаеме да откриеме. Така порано тука минувал патот кон Бугарија. Да, значи патот кон Бугарија. Овде точно на ова место е бил патот Трс Вија Игнасија што мел дури до Цариград. Само на ова место има изградено мост на река Брегалница и го викаме по сите тука предања, по нашенски кажано Строшениот мост. Само тука имало мост на река Брегалница. Добро, еве, уште еднаш за крај, гледаме се подготвува и ручекот, кажа домакинките што го подготвуваат. Еве ручекот се подготвува, значи некаде после 3, пошто е работен ден, секој нека повели на ручек. Значи од стариот локалитет камен, значи иконостасо е бил исто така од камен, ама ќе го средам, ќе го дотерам и ќе го однесе исто така до каменот на желбите и среќата. Нека за многу години на помош на сите, здраве Господ да дава и се најубаво. Колку гости ќе имате денес од прилика? За 70 души. Однака 70. Колку ќе дојде толку. Другото што ќе Добре дошли да бидат. Добре дошли. Другото Се што ќе заубаво. остане ќе го поделиме. Добро. Овој ручек е благословен и не треба да се фрла ништо, треба се да се потроши, пошто Јован Крстител е главен кум на Исус Христос, па и на сите нас. Ова е просторот кој треба да се доуреди. Тука домаќинот обезбедил место за палење свеќи.